Пробайте. 3. Дали е точно? Добро, ајде сега друг, Васко. Земи го глувчето. Изброи, Васко, колку балончиња има. 1, 2, 3. Добро. Слушате како на англиски го кажува зборот? Ајде сега, Ева. Изброи, Ева. 1, 2, 3, 4. Ајде да го притиснеш соодветниот број. That's right. Ајде да видиме сега. Број, Давид. 1, 2, 3, 4, 5. Ајде, кој број? Ете така. Јасно. Ајде сега, Димитар. 1, 2, 3, 4, 5. Браво, ќе завршите, дечиња, задачата. Жълтото главче, третото главче е еднакво с синьото главче. Детенцето со сино главче. Детето с синьото главче е по-мало от детето с жълто главче. Така? Детето с синьото главче е по-мало от детето с зелено. Тука да видиме, да ги споредиме тука овие броеви, дечиња, да видиме колку пеперутки има тука, да ми изброи некој. 1, 2, 3, 4, 5. А овој е бројот? 5. Ајде да ми најдете соодветен символ тука. Кој символ ќе го ставиме? Добро, може сега некој друг. Ајде, Васко, кој број е тука? 3, Овој? 4. Ајде, одбери си знакче да видиме како ќе го ставиме. 3 е по-мал од бројот 4. Браво! Ајде сега тука да видиме, можеш ти? Ајде да видиме тука. Како, кој знак ќе го ставиш тука? Еството од 2 свеќи. Свеќиња е По-големо. браво! Множеството со една тупка. Браво! Спуште една тука да видиме. Мечината со множеството со 3 мечиња е по-мало од множеството со 4 мечурки. Браво, зведечиња. Ајде сега ќе пробаме тука малку со играчките истото да го направиме, сакате? Ајде ќе си пробаме со играчките. Вашата прва задача сега да се седам ќе биде. Ставете во овој круг таму 4 автомобили. Знаете кај ни стојат автомобилите, а вие ставите тука во ова множество овде 5 животни, да. Ајде да се видиме. Ајде да се Ајде сега да видиме како ќе го ставиме знакот за споредување тука. Ајде, кој знак ќе го ставиме таму? Дали овој знак? Еве, јас ќе го ставам овој знак. Дали правилно кажувам кога велам дека множеството со 4 автомобили е еднакво со множеството со 5 животни? Не. Значи тука јас не сум во право. Браво, дечиња, браво. Е, сега друга задача. Може овие вака јас ќе ви помогнам да ги ставам настрана, а вие за тоа време вашата група ставете ми 5 клопчиња со вуница, а вашата група тука ставете ми 5 капачиња од тегли. Може така? Ајде, да, вашата група 5 капачиња од тегли. Брзо барете, кај нас. 5 капачиња од тегли. Множеството со 5 клопчиња вуница е поголемо од множеството со 5 капачиња тегли. Не, еднакво. Исправивте, браво. Вака сега, групата на Ането, нека стават во нивното множество, нека стават 5 знаменца. Каде ни се знаменцата, дечи? Ајде, 5 знаменца, а во другото множество, Димитар, вие ставите 3 геометриски форми. Ајде, 3 геометриски тела ставете. Сега исправиме колку знаменца има? 1, 2, 3, 4, 5. Добро, и сега јас вака. Множеството со 5 знаменца е помало од множеството со 3 знаменца. Така, браво. Вака сега. Во ова множество тука да ми ставите 5 фломастери, а тука во множество да ми ставите 3 дрнкалки од оние што си ги работевме по музичка. Ајде, може така? Ајде, пронедете ги. Значи, 5 фломастери, 3 во
Точно е. 1, 2, 3, 4, 5. Добро е, сега јас вака си велам. Множеството со 3 дрнгалки е поголемо од множеството со 5 фломастери. Оке, овие видите колко ви се поголеми. Видите колко ви се поголеми? А како е? Има наче. Значи дали тука правилно го поставим? Не. Значи, ајде поставете го правилно знакот. Кој сака сладолед? Со колку топки сладолед си сакате? Со 3? Од што да биде сладоледот? Од јаготка, Сега погледнете ги корнетите. Во кој корнет колку топчиња треба со повлекување да се ставите? 4. Ајде, во првиот корнет колку треба топчиња да се стават? Земете го глувчето, штипнете на топчето и повлекувајте. Значи, видите која бројка е на корнетот напишана, а потоа ставете си толку топчиња на. Грешка е тука. Колку имаш топки таму сега? Така, тука седите. Аз за мене те си ги вие двајцата местата, да проверите кој точно направил. Ако нешто другачето погрешило, ќе го исправи грешката, ќе му покажеш како треба. Може ти да ставаш така. Готова си? Готов си? Ај за мене те си ги вие двајцата местата да проверите. Ти види да Давид што направи? Ама нема гласно да кажувате ако најдете некоја грешка, добро, а не? Ако најдеш некоја грешка, ќе му шепнеш на Давид, ќе го викнеш и ќе му покажеш да си ја исправил. Аз мислам, јас се добро. Така? Браво. Точно. Добро. Ајде сега ти тука кај Ането погледни убаво. Изброја кај Анета, може би таа е грешка. Сега следната задача, на следниот слайд, погледнете. Тука имате, значи, бројки, ставени во облачење од звезди и во срценца, а вие ќе треба да ги распоредите знаците за споредување правилно. Согледайте. Значи, што имаме во синото облаче, дечиња? Која бројка ја имаме најгоре? 4 и 3. И тројка. Кој знак меѓу нив треба да го ставиме? Соодветно, одберете и ставете го со влечење. Значи, најдете си едно знакче слободно и повлечете го внатре. Помеѓу каква број? 4 и бројот 3. Може да погледнете тука да видите? Од страната што кажува? Това е бројот 4. Тој кажува дека тука на небото требало да нацртам 4 облачења. Јас не сум го направила тоа. Ајде тој ќе го направи тоа за мене. Ајде сега ева тоа нека го направим. Друго што забележувате таму? Сум напишала 3 цветови. Ама тоа не сум го направила. Колку дрва треба тука, како пишува овде? 5. Колку дрвја треба тука да има? 5. Ајде, Давид, еве ти фломастерче. Сега ви подела на секоја детенце по едно исто вакво личе, како кога што го решававме заедно таму. Арно, ма тука ќе забележите дека други работи пишува како задача. Тука пишува, таму ни пишуваше 4 облачиња, нели така? Е, тука пишува друга бројка. Треба да забележите која бројка ја пишува и толку облачиња да нацртате на небото.